Почитувани гледачи, кажав и во најавата дека во овој втор дел од емисијата ќе позборуваме за светецот Свети Никола. Поточно какво значење има оваа најчеста слава која што ја чествуваат православните христијани. Затоа и го поканивме отец Драги Гаштарски, кој што ќе ни ги даде одговорите на нашите денешни прашања. Добро утро и добро ни дојдовте, отец Драги. Добро утро и добро ве најдовме. Така. Со вашето доаѓање, знаем, ја кажав и во најавата нашата главна тема, зашто ќе позборуваме ова утро. Ајде најпрво да кажеме кој всушност бил Свети Никола. Па Свети Никола е еден од најзначајните и најкултните личности кои што постојат во православието и општо во христијанската црква. Живеал во првите векови од христијанството, некаде бил роден околу 270 година од побожни родители, православни христијани, кои што биле доста зафатени и богати, меѓутоа пак и со вера длабоки. Неговиот татко се викал Теофана, неговата мајка се викала Нона, и тие живееле благоугодно. И според она кој што го пишува во житието на Светиот Никола, тој уште од од неговото раѓање бил како предзначен за светито. И целиот негов живот, речиси, бил таков. Почнувајќи од неговото крштение, како што велат писачите на неговото житие, тој 3 сата, 3 часа одстојал, на литургијата, каде што требало да биде крстен. Дури велат дека и уште како бебе почнал да пости, затоа што во среда и во петок тој не сакал да се дои од неговата мајка и се дои само навечер, и тоа поеднаш дневно. И уште тога почнал да се верува дека навистина од ова дете нешто ќе стане. Тој имал и свој чичко, кој што бил епископ тогашно време, и тој се нарекувал исто така Николај, а и на него му го дали името Никола, што значи победник или победник на светот. Самиот Свети Никола, кога веќе пораснал, бил земен под заштита на неговиот чичко, над епископот Николај, отишол во манастир и таму го продолжи својот живот, убедувајќи ги неговите родители дека навистина од ова дете нешто ќе биде. Како такво. И животот го поминал таму, и во пост, и во молитва, а воедно и во изучување на Светото писмо, на светите Божји писанија, на сето онаа кој што во тогашно време, па и денес се нарекува теологија или наука за Бога. И самиот свој живот тој буквално го посветил на Господ Исус Христос, на сите оние кои што, како што велат светите оци за него, тој бил едно живо евангелие. Живо евангелие во што во се го исполнил онаа кој што Христос ни го даде и го посведочи со неговиот живот. И како што своевремено светиот апостол Павле велеше дека јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, тако бил и светиот отец наш Николај, архиепископот Мирликиски чудотворец. Самиот тој уште и како мал го нарекувале старец, затоа што уште тогаш му било како побелена коносот, а и брадата му била бела. Меѓутоа, во суштина било неговото размислување, неговата сериозност и сето она како тој го сватил верата и животот. И тој бил доста сериозен, понекогаш дури и строг, на што веќе подоцна ќе покажат и неговите дела. Меѓутоа пак благ во срцето, со исполнет со љубов и со сите тие останати добродетели кои што го красат еден христијан. Споменавте чудотворец. Зошто е чудотворец? Какви чуда правил? Ете, за тоа малку да кажам. Уште додека бил епископ и свештеник, Господ преку него почнал да пројавува чудотворство. Чудотворство пројавува затоа што неговиот живот бил таков, соединет со Христос, и постојат многу преданија во неговото житие, многу чуда кои што се опишуваат за времето на неговиот живот. Најголемо од оние кои што речиси сите го знаеме, чудото со морињето или со морепловецот кога веќе станал епископ и сакал да го посети градот Ерусалим, односно светиот град, и да ги посети местата каде што бил Господ Исус Христос. Се качил на коработ, меѓутоа веќе уште кога стапнал на коработ, го видел искушението од ѓаволот кој што сака да им го направи на сите останати кои што биле. И почнала силна бура. Меѓутоа, се уплашени сите, и капетанот на бродот и сите останати, клекнале заедно сите на молитви и Светиот Никола, во неговите молитви го стишил морето и го избегнале искушенијата, кои што, како еден бродолом кој што можело да се случи во тогашно време. Самиот тој бил еден од
чудотворец затоа што направил безброј чуда и за време на неговиот живот, меѓутоа и после неговиот живот. На истиот тој брод, кога веќе се смирила бурата, некој човек од морепловците се искачил горе на јарболот, меѓутоа се лизнал и паднал. Во истиот момент починал, но тогаш пристапил светиот Никола и по молитвите негови, Господ Исус Христос го воскреснал по молитвите на светиот Николај. И оттаму е тоа чудотворството негово кое што произлегува и епитетот кој што му е даден. Епитетот кој што му е даден за да го носи, значи самиот тој во целиот негов живот, па дури и после неговиот живот. И ете како една од најкултните личности што постојат во светот е самиот тој. Господ Бог навистина го прославил до бескрај. Нема жив човек на планетата кој што не знае за светиот Николај. Так. Отец Драги, сега ќе се надоврзаме. Вчера помина 18 декември, беше слава, значи сите го прославуваа овој ден всушност. Кој е значењето всушност на славата? Еве да им кажеме на нашите гледачи кои што и не знаат. Да. Значењето на славата е воедно оддавање на почит кон светителот и негово како живо представување или живо почитание, затоа што сите ние имаме потреба од него, имаме потреба од заштитник кој што би се молил за нас пред Господ Исус Христос и би бил наш застапник. Култот на Свети Никола кажавме колку е голем и затоа и славите на овие поднемја, значи, се во голема мера превземени од луѓето кои што си го чествуваат и си го земаат за свој заштитник токму Свети Никола. Независно од кои побуди, од кои причини, понекогаш тоа е можеби не се случувале некои си работи во текот на животот кои што не поврзуваат со празникот или се случувале пред празникот на Светиот Никола или за време на празникот. И аналогно на тие случувања, значи, поврзувајќи го сето тоа верски, религиски, како еден наш заштитник си го земаме за слава. И сега славата овде, како што кај нас се кажува, дека се чека на заслугот. Тоа всушност потекнува од тоа што црковниот празник, односно црковниот ден, почнува со вечерната богослужба, односно некаде од 16 часот. А вистинското празнување е пак на денот. И затоа токму на овој ден. Токму на овој ден и празнувањето секогаш, како што ние барем апелираме, треба да се изврши во црква, односно со присуство на Светата Божествена литургија. Што всушност е навистина вистинското празнување, затоа што литургијата е онаа на која што ние се соединуваме со Христос, онаа на која што и самиот Свети Николај се соединил со Христос. Литургијата е онаа на која што навистина во овие барем постни денови треба да отидеме и да се причестиме ние како православни христијани и на тој начин како покажеме вистинското чествување или вистинското празнување на празникот. Значи не е се во трпезата. Трпезата како таква треба да заврши со нашата причест, односно со трпезата Господова, со телото и со крвта Христови. Самото наше присуство на таа литургија, затоа што литургијата во православието е врвот нејзин и во таа литургија буквално е се соединето. Цело христијанско или православно учење е во литургијата. И литургијата не е ништо друго освен соединување на небесното со земното. На литургијата учествуваат и ангелите и светителите и учествува буквално целата црква, и видлива и невидлива. И на тој начин, значи, ние преку нашето причестување се соединуваме пак со Христос и заедно се славиме, заедно славиме и ликуваме со ангелите. И затоа секогаш апелираме, значи, празникот или барем они кои што слават или честуваат, они кои што веќе си постат, да си доаѓаат на литургија и на тој начин да го завршат славата, условно во наводници да кажем. Затоа што во ред е вечерта да си отидеме на вечерна богослужба, да се собереме дома нашите најблиски, да се собереме во чест на Светиот Николај, да си ја кренеме панагијата за наше здравје како една своевидна бескрвна жртва или како дар кој што... Тоа се прави на вчерашниот ден се Да, прави. на вчерашниот ден, меѓутоа може и на денешниот ден. Независно. Може, може и на денешниот ден.
затоа што пак имаме во пракса е останато таа панагија која што си ја креваме дали во црква, дали свештеникот ќе дојде дома, независно значи од сето тоа, тоа е еден своевиден дар кој што ние го принесуваме на Бог. Так. И воедно тоа е едно благословено лепче кое што пак ние треба на вечерата да го изедеме заедно со виното, со пченицата, кој што се пак еден своевиден символ на воскресението, а и своевиден символ на Господ Исус Христос. Меѓутоа, сето тоа, на сета таа работа, на сето тоа ликување или радост или вечера, треба да ја додадеме духовната димензија. Духовната димензија е всушност со одењето во црква. И затоа апелираме, значи, славите не се за да седнеме, да се најадеме и да се напиеме и да продолжиме до не знам до кога, а наредниот ден да не отидеме на литургија, мислам дека многу повеќе ќе сгрешиме. Отец драги, она што би сакала друго да кажеме, зошто имаме многу слави, значи ние православните христијани, но зошто токму Свети Никола е она најчестата, речиси секоја втора семејство, поточно, посебно во нашиот град се ја слави оваа слава. Зошто е тоа така? Така останало од неговиот култ, како што спомнав. Значи, тој е еден од најкултните личности кој што Господ навистина сакал да го прослави, ете го прославува, значи до ден денес, иако некаде се упокоил 343-та или 334-та, не ме фаќајте за збор. Значи некаде 4-тиот век, сепак од тогаш па до ден денес Светиот Никола е заштитник и чудотворец буквално останали до ден денес. До ден денес над неговите мошти се случуваат чуда, до ден денес они кои што се молат на него пројавуваат чуда, и болни се излекуваат, и неми проговоруваат. Тоа сакав да кажам, значи, кој се ги заштитува Свети Никола? Сите. Буквално сите. Значи морепловците си го имаат за свој заштитник, како најголем заштитник се јавува. Морепловците си го имаат за свој заштитник затоа што ги пројавил чудата. И бидејќи тој и самиот, значи кога бил епископ, живеел покрај моле, живеел во Ликија, тоа е едно место во Турција, во долниот дел покрај морето, во градот Мир, кој што бил на пристаниште, односно приморски град. И морепловците си го имаат за свој заштитник, затоа што безброј пати им помагал по нивните молитви, по неговите молитви или по молитвите на Господ, кој што ги упатил кон Господ Исус Христос. Тој е заштитник на децата, затоа што многу ги сакал. Заштитник и на родителите, затоа што пак го знаеме сите она, ајде условно да кажеме, тој бил еден од најголемите добротвори кој што постоел во светот, буквално кој што постоел во светот. Тука се споменува она приказна која што за човекот кој што бил богат таму во неговото место во Ликија. Меѓутоа со сплет на околности имал 3 ќерки, сплет на околности осиромашил и го изгубил сето богатство. Немајќи како да се прехрани ни самиот тој, ниту пак неговото семејство, односно ќерките кои што ги има. Дали ѓаволот, дали самиот тој му дал некаква си идеја за да може неговиот дом да го направи во блудничава куќа, а ќерките своји да ги направи блудници. И на тој начин, односно да ги продава неговите ќерки, и на тој начин да заработува, прехранувајќи се себе си, а воедно имајќи и за облека и за храни на неговите ќерки. Меѓутоа по Божјо вдахновение, Господ Исус Христос, односно Господ Бог, му го открил тоа на Светиот Никола и му го пројавил таа помисла која што ја добил човекот. И Светиот Никола без размислување, значи нашол начин како да му помогне. Односно, самиот тој кога починале неговите родители набрзо, се што имала биле доста богати, се што имал, значи го раздал на сиромасите, на сите тие кои што им требале. И кога станало збор за човекот кој што ѓаволот му вдахнал таква мисла за да го направи тоа, самиот Свети Никола земал едно торбиче со злато, отишол до неговата куќа вечерно време без никој да го види и преку прозорецот му го фрлил торбичето внатре. Човекот кога станал утрото, го вишол торбичето, не знае што е почнал, го извадил, почнало да му тропа, кога отворил внатре, видел полно златници. Меѓутоа, заблагодарил на Бога, иако не знаел кој му го оставил тоа торбиче, заблагодарил сепак на Бога, Бог му дал разум и со тоа, со тие златници, тој ја омажил најстарата ќерка. Знаеме дека во старо време, без мирас, ќерките не можеле да ги омажат без мирас, и така тој имал веќе мирас за едната ќерка и ја омажил едната ќерка.
По известно време светиот Никола му оставил и второ торбиче со злато, па тој ја омажил и втората керка. Па му оставил и трето, меѓутоа тогаш човекот почнал навистина многу да се моли се со цел за да дознае кој му го прави тоа добродетелство како такво. Така. И кога светиот Никола останал вечерта, рекол, ќе чекам јас да видам кој е тој што мене толку добрина ми прави. Благодарел на Бога секако. И вечерта светиот Никола отишол исто така. Го фрлил тоа третото торбиче со златници. И кога тропнале златниците, тој истрчал веќе надвор за да го види токму светиот Никола, епископот нивни, кој што бил таму кај нив, отишол, му се кланил и му заблагодарил на вистина сето добродетелство кое што го направил. Меѓутоа самиот тој пак свети Никола бил ревносен на зборовите Христови, каде што велел нека твојата десна рака не знае што прави левата или нека твојата лева рака не знае што прави десната. Так. Буквално затоа што на вистина сакал Господ Бог него да го прослави, а не да биде славен од луѓето. И така на тој начин бил спасен човекот. Оттаму и постои еден култ во светот. Сите ние го знаеме Дедо Мраз како таков. Да, токму може и за тоа да кажеме, да споменеме. Сите ние го знаеме Дедо Мраз како таков, меѓутоа Западот некако сето тоа го ајде да не знам како да се изразам, да не погрешам. Самиот Дедо Мраз на англиски е Санта Клаус или Свети Клаус од Николаус, Свети Никола. И токму од ова приказна која што мислам сега ја раскажавме со торбичката со злато, потекнува и тоа Дедо Мраз со торбата која што носи подароци и остава. Меѓутоа тоа иако е добро условно да кажеме, од каде дошло кај нас Дедо Мраз не знам, затоа што е Свети Никола всушност. Меѓутоа пак тоа колку и да е добро во некоја мера јас не би се сложил лично, барем не би се сложил со тоа начинот на присликување на Светиот Никола во Дедо Мраз, затоа што пак Свети Никола си бил Свети Никола, жива личност која што постоела во светот. Тој е еден од учесниците на првиот Вселенски собор. На кој што се разгледувало прашањето на Арија, односно аријанската ерес во тогашно време. И тој со неговата строгост или со неговото со неговата строгост во вистината и строгост во верата, бил историјата го памети како епископот кој што на Арија му удрил шамар, односно шлаканица му удрил на соборот, токму на соборот, и тоа е запишано и во станата како такво. И после таа шлаканица, затоа што и самиот тој бил архиереј, се собрале архиереите и сакале да му го одзедат архиерејскиот чин, затоа што денек направил нешто лошо. Меѓутоа, на неколку мина од нив, на тие барем што седеле челниците повисоките, им се јавил Господ Исус Христос, односно сите тие имале виденија на сон, во кое што Христос сам им се јавил со Евангелието во рака, а од другата страна се јавила Пресвета Богородица со омофорот кој што го држел. И денес и Светиот Никола така по некој на иконите така и се слика. Од едната страна му е Господ Исус Христос со Евангелието, од другата страна му е Мајката Божја со омофорот кој што го држи. И тогаш од тоа видение увиделе дека навистина Бог е негов заштитник и тоа што намислиле да го прават не требало да го направат. Тој воедно и пострадал затоа што во првите векови од христијанството за времето на Диоклецијан и Максимилијан имало гонење на христијанството. И самиот тој бил затворен и лежал во затвор, и тоа некратко време. И во самиот затвор тој правил чуди, правил исцелени и ги заштитувал сите тие кои што биле со него таму. Меѓутоа пак дошол царот Константин, се дало веќе слободата на христијанството во тогашно време и некако работите се подобриле. Тој си бил поставен за архиепископ во Ликија, во градот Мир, затоа и Мир Ликински, значи Мир е градот, Ликија е областа, Мир Ликиски. И таму доживеал длабока старост, таму бил и погребан. Неговото тело, мислам, во тешки веќе болести на крајот од животот, починал, таму и погребан. Меѓутоа пак кога дошле наездата на османлиите и на турците, селчуци од
останатото време, тогаш во тогашно време, за да се зачуваат неговото тело и неговите мошти, биле пренесени во Бар, во Италија, каде што и ден денес стојат. И ден денес стојат се за да не биде осквернето. И ден денес се оди на поклонение на неговиот гроб во Бар и во Италија, се чествуваат и литургии се служат и сите тие останати работи. Така. И големината на Свети Никола во денешно време навистина, мислам, навистина голем светител. Навистина голем светител, кој што според неговиот живот, ако размислуваме православно-христијански, секој еден од нас треба да биде Свети Никола. Значи, барем да живее на начинот на кој што тој живеел. Самиот тој секогаш се грижел за сиромасите, во еден пример и она кој што го кажавме. Секогаш се грижел и за болните, и за гладните, и за сите останати на кои што им требало помош, и на сите им помакал. И затоа, ете, толку е голем култот кон него, затоа и Господ Бог до толку го прослави, што рековме дури, ете, кај нас барем половина Велес го слави, меѓутоа го слават и во Србија, како еден од големите нивни заштитници, го слават и во останатите градови од нашава земја, и насекаде, значи во православието, па дури и во католичкиот свет. Па дури и во католичкиот свет, и неговиот култ никогаш нема да замре. Затоа што делата на човекот се многу битни за неговиот живот. По делата вели ќе ве познаат, како што вели Христос. По делата ќе ве познаат дека сте христијани. И Светиот Никола бил навистина оној кој што по делата бил познат дека е љубител Христов и дека Христос го примил во своето срце. И неговото пак учење или неговото разбирање на теологијата воедно, значи, го покажал и токму на тој Вселенски собор, каде што Арие на своевиден начин бил изобличен и неговата ерес, односно неговото учење, било прогласено за ерес, односно за невистина на онаа кој што го спорува, а учењето негово било во областа на догмата на Света Тројца, каде што самиот тој велел дека Христос не бил совечен со Отецот, туку бил како едно творение, бил син Господов, меѓутоа како створ најсовршен. И почнал да постои од неговото раѓање, не вклучувајќи го тука, значи, нивниот сооднос на миеусија, три ипостасис или една суштина, три ипостаси, и избегнувајќи го онаа кој што светите отци го велат, а и самиот Христос го потврдува дека не постоело време кога Отецот постоела, Синот не постоела, Светиот Дух не обитал. Значи, Синот бил и тој со создавањето на светот и она лично своество кој што го секогаш го има народеност и го прави Син, го имал од секогаш. И немало време кога Отецот не постоел, а Синот постоел, ниту пак Синот кога постоел, а Отецот не постоел. Значи, сите се поврзани едно во друго, како едно свето тројство, и затоа догмата, како догма на Света Тројца, останала до ден денес. И онаа кој што, Арие го поучувал тогаш, било осудено на тој собор, а воедно пак и од Светиот Никола си добил една шлаканица, која што, во историјата на човештвото и во историјата црковна ќе биде запаметена и до ден денес. И воедно и не поучува дека ние луѓето навистина треба да бидеме борбени кон нашата вера, кон верата наша и да си ја чуваме, да си ја штитиме, да си ја негуваме, посебно учењето нејзино. Затоа што колку и тоа да не изгледа барем во денешно време како небитно, или да речеме ајде. Многу луѓе има што не се уште запознаени со конкретно со оваа тема и што не ги знаат некои обичаи што треба навистина да ги имаме. Точно. Сето тоа произлегува од нашата неедуцираност, од нашата неедуцираност, од нашето незнаење. Воедно не би рекол дека сето тоа можеби не е наша кривица, меѓутоа верата е секогаш личностна работа. Личностна работа за која што секој личносно треба да се интересира. Не само да се интересира како учење, туку
затоа што пак едното со другото е поврзано. Знаењето е поврзано со, ако знаеме и ако сме учеле, условно кажано, и сме ја научеле верата, на тој начин ќе почнеме да ја практикуваме. Меѓутоа, за да дојдеме до практикувањето на верата, пред се треба да видиме со очите, па да влезе во умот, па да ја разбереме со срцето, па после да ја произнесуваме на надвор и да почнеме така да живееме. Православно христијански. Меѓутоа, пак и за сето тоа ни треба поттик. Поттикот понекогаш, Господ Бог ни го дава, со, не знам, Бог знаеш се што не може да се случи, и како што ние си знаеме секогаш кога ни е тешко, тогаш се ослонуваме и тогаш одиме во црква и тогаш го повикуваме Бога. И тие се едни од значајните моменти во животот на човекот. Посебно во животот на човекот, зависно од тоа кој како ќе ги согледа и кој како ќе ги разбере. Меѓутоа пак ако веќе дошол во црква, значи добро е, ќе почне некако да размислува. И сега веќе тука треба на сцена, условно да кажам, на сцена да настапи свештеникот, за да почне да разговара со него, да почне да го едуцира и на тој начин да навлезе малку подлабоко во суштините на црквата, во суштините на православието, во животот на православието, за да верата не ни биде само една традиција или еден обичај кој што го практикува таков, независно дали е тоа одење во црква само за свеќе да запалиме, одење во црква само за Божик или за Великден, или одење во црква, па на гијата да си ја кренеме и готово, се сме завршиле ние, се завршивме, Господ Бог секи ни дарува, со еден ептен минимален подвиг, иако и тоа е подвиг. Меѓутоа, минимален, навистина минимален, во однос на она кој што човекот сам за себе може да го направи и во однос на она на кое што човекот е создаден за да биде. Значи, човекот е создаден да биде творение Христово, создаден е за да може да се обожи. Незалудно Христос дојде во светот. Незалудно, значи дојде да ни покаже буквално до што може човекот да стаса и што може човекот да постане. Она кој што ни е потврдено од нашите светители, кои што ги познаваме, кои што ги знаеме и сме слушали, кои што Господ Бог ги прославил, значи заради нивните животи, токму заради тоа. Токму заради верата нивни, токму заради делата нивни, токму заради учењето нивни, токму заради грижата нивни, добродетелството нивни, за сето она кој што го покажале во нивните животи дека христијанството и православието е животот наш, како треба ние да се однесуваме. И затоа незалудно преска рекав дека Христос најмногу би се радувал доколку сите ние станеме Свети Никола, условно кажам. Имаше еден отец кој што велеше, отишол некој човек кај него, му рекол дека отеца, моето име е такво и такво, вели, јас немам имен ден, нема кој да го светам, како што е моето е. Да, моето е Драги. И јас како таков немам некој си светител кој што претходно го носел моето име. И тоа што му одговорил, вели, биди ти, направи го ти твоето име свето. Биди ти, постани ти светител. Како да не, вели, јас како ќе постанам светител? Многу лесно, вели. Ќе почнеш и ти да се молиш, ќе почнеш да си постиш, ќе почнеш да правиш добродетелство и сите ти односно ќе станеш православен. Православен христијанин во животот. И на тој начин, вели, може би Господ Бог ќе те прослави. И Светиот Никола може би не знаел дека е толку прославен од Бога, меѓутоа тој верувал во него, бил соединет со него. И сето она што го правил Христа ради. Тоа велат се што ќе правите во моје име правете. Така вели Христос. И затоа нашите животи секогаш треба да ги усмериме кон православието и на тој начин да почнеме да живееме. И сиот тој начин на наш живот ќе се одрази на начинот на општеството. Затоа што се е поврзано едно со друго, меѓутоа пак се почнува со еден чекор. Се почнува од една единка. Не почнува од глобало, од сите. Не може од сите одеднаш да почне. Мора од еден да почне. Од еден да почне, а тој еден сум јас, тој еден сте вие, тој еден е секој еден кој што постои во светот. Так. И како што рекол еден од поголемите учители и филозофи, вели, сите сакаат да го сменат светот, никој не сака себе си да се смени. Големината е токму во тоа. Не можеме да бараме ние светот да се смени, светот да биде поубав, а ние правиме светот да биде уште полош. Така.
И мене ми ја станува да ви се заблагодараме, ето нашите гледачи ги запознавме во врска со овој преубав ден, да го наречам. Да. Слушнам многу информации и се надевам дека им помогнавме да си ги расчистат некои сомнежи кои што ги имале околу тоа. Па јас се надевам дека подрасчистивме нешто за повеќе информации слободно, значи поверете во црква, побарајте некој еден од нас за да можеме да си поразговараме. Так. Затоа што апелираме, навистина апелираме. Апелираме од љубов, од љубов кон вас, од загриженост, од не знам како да се изразам. Навистина, на секој еден од нас му е потребна верата внатре во него. Така. Затоа што верата се рефлектира врз нашите животи. Верата е онаа која што ќе не оттргнува од злото. Верата е онаа која што се што ќе ни се случува во животот ќе можеме многу полесно да го прифаќаме како такво. Ако имаме вера, тогаш моето срце, мојата душа, мојот ум ќе размислува малку поинаку и никогаш нема да мислам зло на мојот ближен што е спроти мене. Ако не му мислам зло, тогаш нема да му наштетувам. За жал живееме во малку по неубаво време и затоа токму и тоа ни е потребно. Да, а тоа ни е потребно. Времињата такви какви што се од секогаш биле неубави, секогаш постоеле такви од такви. Так. Меѓутоа, како што преска спомнав, личностно треба секој еден од нас да си почне. И доаѓајте во црква, почнете да си ги почитувате правилата на пости, на исповед, како една од небитните работи во животот на човекот. Почнете да се соединувате со Христа и почнете, мислам, да почнеме да бидеме навистина по име христијани. По име, за достојно да го носиме тоа име Христов како христијани, како што го носел и светиот Николај. Правете добродетелства, оние кои што можат да си дозволат, нека даруваат, нека даваат на гладните, затоа што сепак и тоа е круг. Она кој што Господ Бог му го дал на оној што има, треба да го даде на оној што нема, за да тој што нема, па го моли Господ да му даде пак на тој што има. Значи, благодарноста е тука, кругот е тука. И затоа Господ Бог се предодредил или направил така како што треба за да можеме ние самите да се спасуваме. Богатиот се спасува со тоа што дарува и му благодари на Бога што има. Сиромавиот се моли за богатиот затоа што тој му дал и воедно благодари на Господа затоа што ово има. И на тој начин е кругот. Меѓутоа, човекот, единствената работа која што треба да ја прифати, да ја направи внатре во себе, да си увиде дека навистина треба да биде благодарен на се што има. Треба да биде благодарен на се што има, но тоа не значи дека не треба да се труди за да стекне повеќе. Дефинитивно. Работата го краси човекот. Брзата го гнаси. Тој што работи, тој има и затоа работете, трудете се. Меѓутоа, ако сето тоа го зачиниме, или го работиме онака како што треба да го работиме, ако внатре духовно нашите срца се исчистени, нашите мисли се прецизни, концизни, секогаш на добро размислуваат или позитивно гледаат на работите, тогаш многу полесно се ќе се одвива. И затоа апелираме, исчистете си ги душите, доаѓајте во црква, затоа што само таму може да се најдат тие лекови кои што ни се на нас потребни. И нека за многу години светиот Никола секогаш нека биде наш помошник, на заштитник. Да им честитаме на сите именденци. Нека име вечна славата на сите оние кои што си ја слават славата, нека име честит именденот на сите оние кои што го носат неговото име и нека се трудат достојно да го носат. Онака како што бил светиот Никола, такви нека бидат и тие. Незалудно им е дадено тоа име и затоа треба да бидат такви. И нека Господ Бог ни дарува се што ќе ни биде потребно во животот, онако нешто кое што нема да ни треба, нека не ни го ни дава поарно. Нека за многу години уште еднаш. Благодарност уште еднаш за вашето гостување. Благодариме и на вас за вашата покана и ви стоиме на располагање за секогаш.